Здраво, здраво, добре дојдовте во 254-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. На репертуарот вечерва, премиерата на новиот филм на невротичниот њујоршки гениалец Вуди Ален, порнот звездата Саша Греј во сериозен филм на Стивен Содерберг, новото анимирано чудо Коралин, созрцание на Иво Трајков во кинотеката на Македонија. Секако влезот во магазинот го посветуваме на актуелното 62-ро издание на Канскиот филмски фестивал, кој стартуваше минатата среда на 13, а ќе трае до недела 24 мај. Веќе најавивме што се ќе се случува во текот на 12 фестивалски денови и кои имиња ќе ги одбележат истите. Вечерва гледаме што се случуваше на отворањето со подсетување на сите генерали поврзани со најзначајниот филмски фестивал во светот. Стартуваме. Алеиша Пиоване, Евгенија Силва, Тилда Свинтон, Ейжа Ардженто, Робин Рајт Пен беа дел од гламурот на отворањето на новото издание на Канскиот филмски фестивал. Сепак, зад насмевките, црвениот тепих и блескавите камери, расположението на круазета беше понапнато отколку претходните години поради сеприсутната рецесија која ги погоди сите, што како што оценуваат критичарите не е толку лошо, зашто во фокусот повторно ќе бидат филмовите, а не журките. Оваа година сите би морале да размислуваме за филмот, а не за звездите, старлетите и ексцесите на Кан, изјави Тиери Фремо, директорот на фестивалот. Актерката Хавзија Херзи и пејачот Шарл Азнавур го отворија 62-риот филмски фестивал во Кан. Обајцата, стариот шансонер и младата добитничка на наградата Цезар за најголема надеж, ги позајмија гласовите за цртаниот филм Up на студијата Disney и Pixar, со чија проекција беше отворена годинашното 62-ро фестивалско издание. На церемонијата на отворањето британскиот пејач Брайан Фери ја отпеа песната Таа на Азнавур, а Изабела Ипер, председателката на годинашното жири, им оддаде почест на светските филмаџи. И Пер ќе раководи со 8-членото жири, кој ќе има една од најтешките одлучувачки сесии последниве години, имајќи ја предвид силната конкуренција. My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me 8 soldiers. We're going to be dropped into France dressed as civilians. We're going to be doing one thing only. Killing Nazis. Во трка за палмата оваа година се 4 досегашни лауреати: Тарантино, Лоуч, Кемпион и фон Трир, а во конкуренција се Јангли, Џони То, Михаел Ханеке и Гаспар Ное. Канскиот фестивал ќе биде затворен на 24 мај со биографскиот филм за славната париска модна икона Коко Шанел и незината љубов со композиторот Игор Стравински во режија на холандскиот филмаџија Јан Кунен. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. Slow down. Sweat Lodge 12. Kid, Are you in need of thank any you, but I don't need any assistance today? help. Секако во влезот на Канскиот филмски фестивал највеќе внимание предизвика филмот на отворање Ап или горе. Се работи за новата Disney и Pixar 3D анимација која им се допадна на сите. По 9 кинохитови, вклучувајќи ги наградените со Оскар, Воли и Рататуи. Pixar конечно доживеа вистински почести со тоа што беше поканет да го отвори големиот филмски фестивал во Кан. Анимираниот горе е приказна за еден вдовец кој со помош на илјадници балони со хелиум заминува на пат за Јужна Америка. Филмот на моменти е прилично трогателен, па дури измамили пар солзи ке публиката на неговата премиера, а негова вредност плюс е што содржи стари фотографии измиксани со одличната анимација. Careful, Russell! Hey, look, Mr. Patterson, it likes me. Look! Russell, No, stop, that tickles. get out of here! Come on, get! Режисер на горе е Пит Доктер, но најзаслужен за успехот на Pixar е продуцентот Џол Лансетер, кој никогаш не го крила задоволството што е дел од големото Дизни семејство. Барајќи го немо, неверојатните и Коли се уште неколку наслови кои ја сочинуваат листата на нивни успешни остварувања. Walt Disney is the reason why I'm making movies.
I just love his films, and I loved all that he did, the theme parks and Disneyland and so on. And so that's something it's the only thing I've ever wanted to do. And so working now, I'm so excited that Pixar is part of Disney because, you know, first and foremost, it's about making a great movie. Hi, Mr. Fredrickson. Please let me in. No. It is stunningly beautiful. And to see that in 3D is really spectacular. جدی؟ سروش کجاست؟ روون کردن سروش اونجاست اون سروش؟ چطوری؟ جدی؟ سلام چطوری سینا؟ خوبی؟ نادر کجاست؟ قربون زودتر بیاد نمیدونم نرسیدم. تو داشتی گرم میکردی الان؟ آره پارچه انداختم روش. لباس ماست انداختم وسطه. صداش در نیاد خود. یه چیزی می‌زدم دیگه. چی شد؟ نه. Во овој кански дел од Филмополис ви представуваме уште два наслова кои беа најзабележителни во првите пар денови на фестивалот. Меѓу нив го издвојуваме иранскиот филм Никој не знае за персиските мачки на режисерот Баман Гобади, кој долета од Техеран да биде дел од светската премиера на филмот. به خدا اون فیلم حروم نیست؟ اون فیلم حروم نیست؟ یکی دو تا صحنه توش داره بچه کوچیک نباید ببینه. همین. داری مسخره می‌کنی من غلط کنم. 1800 تا فیلم. آقا شخصیه. الان شما خودت نگاه کن سی‌دیایی که گفتم دروغ. گفت بخورم دروغ بگم. به خدا دروغ نمیگم. به جان مادرم دروغ نمیگم. همین الان شما هر سی‌دی برید نگاه کنید حاج آقا جون. نگاه کن 10 تا 15 تا همش خرابه. یکیش پیکسل میشه، یکیش خط میکنه، یکیش همونجا نگاه می‌داره مثل سفر قلبی هی همونجا رو میخونه. Сценариото на филмот Никој не знае за персиските мачки го потпиша американско-иранската новинарка Роксана Сабери и истото отворено зборува за цензурата и можноста за дремење во затвор која ги демне слободоумните уметници и музичари во иранската држава. Истото го доживеа токму и Сабери која откако беше осудена на 8 години затвор, по 4-месечен притвор сепак беше пуштена на слобода. Промоцијата на незината филмска приказна во Кан одлично се надоврза врз целата драма која се одвиваше минативе неколку месеци. 晃点吧，我行你。还行不行啊？刚才我看你差不多了。操，小乔然，想去哪儿？随便吧。跟我走。 Од иранската се селиме кај кинеската кинематографија, која неретко доживувала звездени моменти во Кан. Оваа година во трка за палмата е контроверзното остварување Пролетна треска на режисерот Лу Је, кој во 2006 доби 5-годишна забрана за снимање на филмови во својата земја поради летна палата, па токму затоа Пролетна треска мораше да го снима тајно со скриени камери. 第一个问题，我希望不要有任何的麻烦。我只是一个电影导演。 我们只是在拍一部电影，别那么害怕电影。我以前说过，我希望没有任何的麻烦，我也不认为会有任何的麻烦，但是我只是想现在的事情，我不管未来的事儿。 Во новиот филм Лу Је отворено зборува за хомосексуалноста во Кина, тема за која досега никој отворено не прозборувал на големото платно. Дали ќе добие некоја од престижните награди во Кан, останува да видиме до крајот на фестивалот. И на крајот од Канскиот блок, веројатно ще треба да напоменеме дека следниот понеделник во Филмополис ќе направиме комплетен преглед на најинтересните моменти и проекти оваа година во Кан, секако вклучувајќи ги лауреатите. Ап или горе на отворањето на фестивалот како своевиден куриозитет, но тој не треба да представува изненадување бидејќи анимираните филмови во последниве 10 на 15 години навистина отидоа светлосни години напред благодарение на развојот на технологијата и виртуелната реалност. Тоа го почувствуваа и организаторите во Кан, нели? Како надоврзување на темата ви представувам уште едно ново анимирано чудо кое деновиве доживеа својата премиера. Се работи за Коралин. Ајде. Coraline Jones always dreamed of finding a better world.
A world more exciting than this. But never did she imagine that she'd discover it in her own home. Новата спуки анимирана авантура која деновиве ја доживеа својата светска кинопремиера е насловена Коралин. Се работи за името на главната хероина која по игра на случајот влегува во подобар паралелен свет. Ова е прва стоп анимација која е снимена во 3D формат. Do you like them? I'm your other mother, silly. Now go tell your other father that supper's ready. Well, go on. He's in his study. Коралин е адаптација на истоимениот бестселер на писателот Нил Гајман. Коралин Џонс е 11-годишно девојче која е помалку запоставена од своите зафатени родители. Еден ден таа открива таен премин во својата соба и влегува во паралелен свет каде се е поубава. Од свеќињата преку храната, родителите па се до музичкиот глувчешки циркус за безгрижна забава. Hello? Who's there? You scared me to death, you mangy thing. I'm just looking for an old well. Know it? Режисер на прекрасниот Коралин е Хенри Селик, додека гласовите на главните ликови ги позајмуваат Дакота Фенинг и Тери Хачер. Многумина филмот го споредуваат со Кошмар пред Божич на Тим Бартон и веројатно целата работа не е далеко од вистината, бидејќи самиот режисер признава дека токму оттаму ја црпел својата инспирација за реализација на овој проект. All of the voice talent on the film are exceptional actors, great people, fun to work with, but Dakota's something else. I mean, she's like a mind reader. She'll do a take on a line, and before I even raise my eyebrow about to suggest the next variation, she gives it. You probably think this world is a dream come true. My name! But you're wrong. You do like it here, don't you, Coraline? You could stay here forever. There's one tiny little thing we need to do. Black is traditional. She's got this whole world where everything's better, but it's all a trap. You may come out when you've learned to be a loving daughter. From Henry Selick, the director of The Nightmare Before Christmas, comes a world of extraordinary imagination. Spooky secrets. Who are you? You're in terrible danger, girl. And daring discoveries. I still have to find my parents to set them free. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајки се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Океј, време е да се вратиме на домашен терен. По премиерите на 12-тото издание на Скопскиот филмски фестивал, филмовите на Атанас Георгиев, Плати и жени и Созрцание на Иво Трајков, деновиве може да ги види и пошироката кинопублика во Милениум и во кинотеката на Македонија. Последните минути се подсетуваме на официјалната македонска премиера на новото долгометражно остварување на домашниот режисер со чешки пасош Иво Трајков. Инаку затворената предпремиера на овој филм се случи минатиот октомври во Милениум, а официјалната чешка и светска премиера на 22 јануари во Прага. Во Скопје, освен со Трајков, разговаравме со актерката Верица Недевска Трајкова, но и со чешкиот актер Карел Зима, кој го игра ангелот во филмот, како и со кинематограферот Клаус Фуксиегер. Еве ги нивните импресии од работата на Созрцание. Вообичаена практика на домашните филмски фестивали е во нивните рамки да се случи барем една премиера на целовечерен филм подпишана од македонски автор. Оваа година таа чест му припадна на Иво Трајков, кој по големата вода и филм го подпише новото остварување со наслов Созрцание. Пред премиерата на овој филм се случи минатиот октомври во киното Милениум, а по премиерата на Скопскиот филмски фестивал тој ќе биде дел од репертоарот на киното во кинотеката на Македонија во средината на следниот месец. Среќен сум нормално затоа што практично ретко се денес човек да може да се дозволи до таква мера еден екзистенцијален авторски филм кој што не е забавен многу и кој што не е правен на ефект, нели, затоа што секогаш продуцентите очекуваат нешто за да се враќаат парите и така натаму. А јас секогаш викам дека поред тоа би требало да правиме филми што ќе останат во историјата на кинематографија. Па правење на филм за историја на кинематографија е
задоволство и секогаш предизвикува среќа барем кај мене. Co se děje? Начинот на кој што филмот е правен и начинот на кој што човек размислува за таков еден филм е логична постапка и се очекува дека неговата публика е синефилската публика, значи посетителите на кинотечни клубови, на артхаус кина и така натаму. Тоа е сосема логично и така е поставен филмот од старт. Чудно би било нели, човек да има слобода да се изразува во еден авторски филм без никаков притисок од никого, а во исто време да очекува дека со тоа ќе направи бокс офис голем успех како со нека си холивудска комедија. Тоа не е возможно. Значи или се лаже себе си или ја лаже публиката. Значи ова е еден тотално искрен филм, што не значи дека би ја потценил публиката. Јас мислам дека е филм кој што може секој да го гледа и е прашање само дали е отворен кон него и дали сака да инвестира една мала енергија за да соработува со него. Тоа е. Созерцание е македонско-чешка копродукција и е поддржан од Филмскиот фонд на Република Македонија и Филмскиот фонд на Република Чешка. Филмот е снимен минатото лето во и околината на Прага. Креативниот и актерскиот тим на филмот е составен од автори и актери од двете земји. Дел од премиерата во Скопје беа и директорот на фотографија Клаус Фукс Јегер и ангелот во филмот актерот Карл Зима, кои во минатото веќе имаат соработувано со Трајков во пар проекти. Еве ги и нивните впечатоци. Ова е втора соработка со Иво Трајков. Во 1998 година го снимивме Минато со истиот актер Карл Зима, кој во Созерцание го игра ангелот, така што ова е наш втор филм. Ivo Trajkov is my friend. Иво Трајков е мој долгогодишен пријател. Ми се чини 20 години и тој за мене е како брат-близнак. И затоа мислам дека го зборуваме истиот филмски јазик. I don't know for him, but for me it's a perfect collaboration because we don't have to. Не знам за него, но ова за мене беше совршена соработка затоа што не се каравме, туку имавме конструктивни дискусии, а не хистерични врескања или слично. Ние имаме исто чувство и вкус за филмовите и како тие треба да се направат. This movie, last movie from festival, it's very different film, absolutely opposite. Овој филм е различен од претходните на кои соработувавме со Иво, бидејќи сите сцени беа апсолутно однапред подготвени. Имаше премногу огледала и се беше до милиметар испланирано. The script was not so interesting and everything, but I looked forward to work with Ivo because it's a feeling of creation and I get some satisfaction out of it because. Иако сценариото не беше многу интересно, сакав да работам со Иво поради чувството на креација и сатисфакција и можноста да си играм со јазикот на филмот. Иво не сака реалистична фотографија, туку стилизирана. И навистина ми беше предизвик да го снимам овој филм. It's just my opinion, but I don't so understand, for example, American. Ова е мое мислење, но јас не ги разбирам американските режисери и луѓето таму, бидејќи сите нешто изведуваат, врескаат и тоа е нешто што не го разбирам. Јас го разбирам Иво, ја разбирам Македонија, го сакам и Скопје и луѓето во него. Темата на овој филм е конфликтот на поединецот помеѓу неговата слободна волја и предестинираната судбина, а заклучокот што и произлегува од оваа деликатна приказна на главниот лик Јосиф е созрцанието, будење и откривање на вестинскиот пат и способноста да се предизвикаат промени врз сопствената судбина. Оригиналното сценарио на Созрцание го подпишаа Владислав Климент и Алан Смисик. Сценариото кој што всушност го пишувам другари двајца мои и кога ми го понудија, долго не можев да најдам клуч, всушност зашто и
да го правам токму јас и што јас би можел да принесам на една таква приказна и морам да признам дека тоа што на крај ме убеди и ме привлече беше токму тој аспект на еден ангел кој што постои како лик во приказната во филмот, а се однесува и прави се на таков начин кој што може би потсеќа на се останато, само не на ангел. И тоа е еден интересен твист за авторот да раскажува на еден таков начин и може би е некој си период во животот исто така имам некој си чувство дека треба да кажам некои работи што се некако од мој аспект многу важни, а се надевам дека публиката ќе ги препознае и ќе го рефлектира филмот на некаков си нивни начин, не велам сличен на мојот, но ќе го рефлектира и ќе ја разбере пораката. Тоа е секогаш нешто што посакувам најповеќе од се. Иако се појавува во последните 20 на минути од филмот, единствената македонска актерка во него, Верица Недевска-Трајкова, сепак ја одигрува својата прва улога на чешки јазик токму во филмот на својот сопруг. Морам да признам дека на почетокот имав така мала трема, меѓутоа јас и во пред да стане мој сопруг, беше мој режисер, додека работевме Големата вода, така да го знам неговиот начин на работа до некаде. Меѓутоа секој проект е нов и имав малце страф од тој смисол како ќе биде да не се измешаат професионалното со приватното, но напротив. Мислам дека тоа ни помогна уште повеќе, полесно да се разбираме, тоа што се знаеме приватно многу подобро. И навистина течеше глатко, така да немаше никаков проблем. На сет бевме глумица, режисер, дома бевме маж и жена и така да немавме проблеми. И на крајот на прва топка, појавата на ангелот во филмот ке многумина предизвикува асоциација на Вим Вендерс и култниот Небото над Берлин. Не ми пречеше воопшто, има многу други филмови со ангели. Ангелите се доста употребувани ликови од одреден аспект, значи има доволно филмови со овој филм не е ни оддалеку ниту инспириран, ниту сличен на Небо над Берлин и тоа го викам со голема почест камо да беше, нели? Значи не ова е повеќе поблизок е до филмовите на Антониони на пример или до таа една источно централно европска кинематографија као на Влачил или на Јанчо, да кажеме, значи тие некои системи на изразување. Така што таму повеќе, ако веќе некој сака да бара некаква си моја инспирација, да кажеме, која што е подсвесна најверојатно, повеќе би ја барал во тие филмови као Црвената пустина, отколку во Небо над Берлин. Co se děje? Miluju tě. По созрцание фино се разбудивме и решивме да ви представиме еден интересен филмски проект во кој носител на главната роља е една порно звезда. Може би многумина, а може би и малкумина ја знаат порно дивата Саша Греј, која зад себе има завидна бројка на снимени порно филмови и кој друг како не авангардниот Стивен Содерберг ја зема под своја закрила и ја смести во сосема поинаков контекст. Токму така Саша Греј ја одигра и првата улога во еден сериозен филм со наслов Искуството на девојката, чија премиера се случи на неодамнешниот Трибека фест во Њујорк. Да видиме за што се работи. I met with Philip on October 5th and 6th. I wore a Michael Kors dress and shoes with La Perla. I wore a Michael Kors dress and shoes with La Perla lingerie underneath, and diamond stud earrings.
Сите присутни актери на Трибека фестивалот во Њујорк можат да и позавидат на 21-годишната Саша Греј, бидејќи таа во својата филмографија има дури 150 снимени филмови за возрастни. Но требаше да се најде јунак кој ќе даде поинакво светло на талентот што таа го поседува. Неговото име е Стивен Содерберг, кој успеа на Греј да ја подари незината прва улога на големото платно во еден, да го наречеме, сериозен целовечерен филм насловен Искуството на девојката. Well, in adult films, for me, it's always trying to make, each scene better than the last, and pushing somebody's buttons while in the scene, because a lot of people fall into a routine, or this is what I'm supposed to do, and I think that's asinine way of thinking. Во филмот Греј игра ексклузивна ноќна забавувачка од Манхетен, чија цена за еден час изнесува $2000. Меѓу незините муштери најбројни се параилиите од Wall Street, кои се обидуваат во незиниот кревет да ја најдат својата среќа. Инаку Содерберг се заинтересирал за Саша Греј по читањето на еден напис во LA магазинот, по кој сватил дека таа е сосема различна од останатите колеги од порноиндустријата. Таа поседува и талент за пеење, а од соработките со познатите музичари се одвојува онаа со славниот реге музичар Ли Скреч Пери. I think being comfortable in front of the camera definitely translated well into this film, but I had an acting experience from the age of 12 to 18, so I think that inevitably helped me more than my adult work. Искуството на девојката е новото нискобуџетно остварување на Содерберг, кој постојано варира со снимање на високобуџетни остварувања како трилогијата Ocean и оние поуметничките со кои ја започна кариерата како секс, лаги и видеоленти. Новиот филм беше еден од најзабележителните на Трибека фестивалот во Њујорк, фестивал под покровителство на големиот Роберт Де Ниро. Тоа беше новиот проект на Стивен Содерберг, презентиран во Њујорк, а ние остануваме на територијата на големото јаболко, кое барем што се однесува до славните филмаџи, највеќе го поврзуваме со интелигентниот, невротичен генијалец Вуди Ален. По неколку годишниот излет на европско тло, каде сними дури 4 играни филмови, тој се врати на својата стара љубов во родниот град, кој од секогаш представувал папошна врвца за неговата кариера. Минатата недела на Манхетен Вуди Ален го промовираше своето ново, кој знае кое поред чедо, со име што и да е функционира. Интересно звучи, нели? People always hated foreigners. It's the American way. Our pageants like to focus on the positive things about America. Yeah, the blacks were kidnapped from Africa, chained in ships. Well, my daddy says that America bends over backwards for the blacks because we feel guilty and it's crazy. Oh, yeah, your daddy's a cracker. He's a bigot moron. Your daddy. Се уште сме на Трибека фестивалот во Њујорк, каде големо внимание предизвика и камбекот на Вуди Ален со неговиот нов филм Што и да е функционира. Се работи за негов нов њујоршки филм после 4 што ги сними последниве години во Европа. Мајсторот едноставно се врати на своја територија. It's great to be back in New York. I've worked abroad for a while because I can't afford to work in New York as much as I'd like to. And so that now I have a chance. I shot the film in New York. I'm back in New York and I do like it. На премиерата на новиот филм на Ален се појавија Ума Турман, Харви Кейтел, Мери Кейт, Дебра Месинг. Едноставно сите сакаат да бидат дел од настан во кој Вуди Ален ги има вмешано прстите. Така и при изборот на актери за неговите филмови, сите буквално се тепаат да добијат улога во негов филм, иако не се многу платени за тоа. I've been making pictures. This is my 40th picture or something. I always get a great cast. And I get a great cast, not because it's me. I get a great cast only because, and we certainly don't pay them much money, because I give them parts where they don't have to do just car crashes or toilet jokes, or they can get into some acting, and they like that, so they accept the role. Инаку во Што и да е функционира играл Лари Дејвид како циничен њујорченец оженет за младата Мелоди, улога на Иван Рейчел Вуд. Таа полека но сигурно го вовлекува стариот лисец во замките на незиното конзервативно семејство, за на крај со неколку потези со четката мајсторот Вуди Ален да направи пар пресврти кои дефинитивно обележуваат уште едно ремек дело во неговата богата кариера. I have to have a drink.
I need to sit. I need an anesthetic. Okay, have a seat. We don't have any bourbon or nothing. Just bring me the drink with the highest volume of alcohol you have. И тука сме некаде пред самиот крај на 254-тото издание на Филмополис, кое ќе го заокружиме во Вуди Алиновски стил. Во редовната рубрика Филмска музика, секако музичко парче од сега веќе предпоследното негово остварување, Вики Кристина Барселона, веројатно најдобриот негов филм во последниве неколку години. Тоа ќе биде и последната содржина во вечерашниот магазин. Се гледаме следниот понеделник во истиот кански термин. Ви посакувам пријатна ноќ со Вики Кристина Барселона. Чао, чао. Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivir.